Гевгелија е странска инвестиција. Оваа реченица ја слушнавме од многумина гевгеличани кои на тој начин го објаснуваат влијанието на грчките и другите странски посетители врз локалната економија. Но градското шеталиште сега изгледа вака и не за време на полициски час, туку напладне. Умран град. Значи умран град. Значи казина, заболекаре, супермаркети, тоа функционираше 80% од грци. Сега нема ништо. Само во казината во Гевгелија, според проценките, грците оставаа по 5 милиони евра месечно пред корона кризата. Гевгелија немаше ден да не идат туристи, беше најпосетена. Тој секојдневен прилив на грци, за викендите и по 5000 дневно, веќе 2 месеца го нема. Од нашите јужни соседи останале само оние што пред затворањето на границата се преселиле во Гевгелија. Повеќето од нив пензионери. Во Гевгели, оки корона. Скопје, Куманово. Меѓу жителите има и такви што не ги напушта отворениот гевгелиски дух и такви на кои добро им дошле полупразните улици. Има Гевгелија, таков град има секој пат работа. Добре, нема народ, убаво се движи, нема гужва. За новинарот и хроничар на Гевгелија Љупчо Алексовски, ваквата атмосфера е сосема несвојствена за градот. Град кој пулсираше и преку ден и особено навечер, одеднаш сето тоа стивна. Ги нема и плюси и на туристите од јужниот сосед. Затворени се погони, полициски час трае, така да и самите гевгеличани не можат да си го препознаат градот, кој што велам сметаше и на ноќниот живот, меѓутоа особено мене ми беше драго што имаше и богат и културен живот. Затоа што доаѓа и представи тука, па и кинопроекции, се случуваа манифестации различни културни, сега тоа го нема. Четврток е пазарен ден во Гевгелија. Пред влезот на новиот пазар, заштитни мерки против пренесување на вирусот. Домашните муштери најчесто пазарат овошје и зеленчук. Иако е раздвижено, голем дел од тезгите се празни. Например, јас имам загуба од 90% од грци, фамилиарни луѓе што идеа што пазаруваа. Чисто тоа што беше поевтино, а со тоа добивавме ние, затоа што повеќе муштери, повеќе промет имаш. Сега тоа го немаме. Многу тешко. Прометот е намален 30 до 40%. Само нашиот народ колку има пари. Во актуелната криза трпи и така наречениот дентален туризам, по кој е особено позната Гевгелија. Билборди на грчки јазик на многу места низ градот повикуваат да се посети стоматолог, услуга што овде е многу поевтина за грците. Стоматолошките ординации во земјава првпат по 2 месеца проработеа минатата недела. Но со домашни пациенти. Во чекална не сме да има повеќе од едно лице, освен ако е дете до 12 години или лице над 70 години. Вклучително овде е и мерењето на телесната температура на секој пациент, дезинфекција на раце, мора да носат маски до самиот почеток на интервенцијава. Секој од вработените мора да биде во лична заштитна опрема, тоа вклучува скафандер или хируршки мантел за еднократна употреба, хируршка капа, заштитни наочари, визир, маска, хируршки ракавици за една употреба. Во оваа поликлиника, опремена со најсовремени апарати, има 25 вработени, од кои 11 доктори, меѓу нив 4 специјалисти. На толкав персонал, дента кога снимавме, има закажано вкупно 6 пациенти. Тоа е особено мал број, буквално ништо во однос на бројот на вработени и во однос на големината и капацитетот кој што го поседува нашата клиника. Морам да признам дека имаме голем број на телефонски повици од пациенти од Грција кои покрај тоа што бараат некаква стоматолошка консултација по телефон, прашуваат редовно кога ќе биде отварањето на граничните премини. Факт е дека веќе имаме и закажани пациенти за месец јуни, иако се уште воздух лебди прашањето кој ќе биде конкретниот датум за отварање на граничните премини. И не само отварањето на граничните премини, во голема мера ќе зависи и протоколот, односно начинот на премин на граничниот премин.
Ова е еден од најпознатите ресторани во Гевгелија. Собствениците решиле да го искористат периодот додека угостителскиот сектор е под клуч за да го реновираат. Не планираат да го отворат дури и ако набрзо добијат дозвола. Ние засега, остануваме затворени. Не планираме првично, откога ќе се отворат со овие првични мерки како што се најавуваат, работење до 6 часа попладне и така натаму. Тоа нас воопшто не ни одговара. Но и да се врати старото работно време, за гевгелиските ресторани нешто друго е клучно – отворањето на границата. Сите знаеме дека пременот Богородица е еден од најфреквентните премени. Така да овде поминуваат многу туристи, застануваат на ручек, на вечера, било како, така да тие се, да речам, во тие некои 6 месеци период, едни од најважните клиенти, а грците пак не се важни преку целата година. На граничниот премин Богородица гледка што долго ќе се памети. Поминуваат само товарни возила и тоа 1000 до 1100 дневно. Патници ретко, по 10 на ден. Македонските државјани одат во карантин, а странските за влез треба да имаат одобрување од нашето Министерство за надворешни работи. И доколку има за тие лица допис, иако се страни државјани, без разлика, дали се српски државјани, босански, црногорски во изминатиот период се случуваше да доаѓаат, на истите им се возможува транзит низ нашата држава со тоа што потпишуваат изјава во која што се обврзуваат дека во рок од 5 часа ќе ја напуштат територијата на нашата држава. Патот од границата до Гевгелија сега е пуст. Има ли надежка гевгеличани дека состојбата наскоро ќе се смени? Времето ќе покаже. Сега за сега нема поголеми промени. Убаво. Нема последици, се е добро. Кој оде на работа, кој дома, така. Па, другарче, надеж не гледам тука. Ке дојши животот, али животот го снема. Кога ќе се отворат границите, на 1 јуни најавуваат грците дека ќе ги отворат, а србите веќе денес утре ќе го направат. Тоа значи кога ќе почне тоа движење, циркулирање на луѓето, Гевгелија повторно ќе си го облечено старо рува и ќе биде град како што сите го знаат.